Благодарам, председателе. Колега Мицевски, искрено, ама ни сам не верувате во тоа што Мицковски ви го напишал да го прочитате во собранието. Морам да кажам. Нити сам не верувате. Не можам да поверувам, искрено жалам, затоа што во ова собрание не се слушаме и не се гледаме само овде во салата ние пратениците, представниците од владата, новинарите. Не следат граѓаните. Немојте да се обидувате да ги заробите граѓаните во некаков црн балон. Полна ви е устата со злоба. Јас разбирам. Опозицијата треба да биде и мора да биде критичар на владата. Но од друга страна опозицијата треба да понуди некакво решение. Од вас нити сум слушнал, нити сум видел никаква понуда. Така, колега Мицевски не се доаѓа на власт. Зборевте за заминување од власт. Тоа може да се радувате и да се тапкате во рамо само во Белиот замок, изграден со народни пари на ВМРО-ДПМН. Колега Мицевски, се дури не се оградете од овој човек, кој што 11 години, еве го се овде, со лисици, покриен со капче, со наочари во суд во Будимпешта, се дури не се оградете од овој човек, кој што уште ви ги дава насоките, како да постапувате, што да зборувате, како да дејствувате, преку неговата уста, преку неговите очи, кои што се викаат Христијан Мицковски, а седи исто така во Белиот замок, нема да дојдете на власт. Граѓаните не сакаат. Граѓаните не сакаат да гледаат пак такво ВМРО-ДПМН, кое што ќе биде и главен уредник на вестите, кое што ќе биде и прев полицаец во Министерството за внатрешни, кое што ќе биде и прав судија, кое што ќе монтира и судски процеси, граѓаните со сигурност нема да го дозволат тоа. Јасни се економските показатели, колега Мицевски. Зошто? Зошто не го признаете тоа? Во ред, не е спорно. Ние треба да дебатираме за слабостите, кои што не ги крием, но дајте, свртете се према себе. Полни сте со криминал. Свртете се назад. Позади вашето столче седи човек обвинет за 27 април. Треба ли повеќе да Ви благодарам. Па не може страна. Ви благодарам. Тоа говорница обвинувавте колега пратеник бивши веќе Костадинов, за морална одговорност. Сега Костадинов, прво времето заврши. И благодарам.